Време за нашите гости, нашиот прв гостин кој што ова утро го пречека колешката Слободанка, а знаете дека еден од најдолгогодишните соработници и пријатели на Алфа телевизија е нашиот познат физиотерапевт Илија Жежов. Добре ни дојде, Илија. Добро утро, Сузе. Добро утро од гледачите на телевизија Алфа. Драго ми е што сум тука во студиото утрово и да разговараме на теми од областа на медицината, посебно со вас две овде во студиото. Благодарам многу, добро утро и за тебе, Слободанче. Добро утро, Сузе, добро утро за тебе, за гледачите. Благодарам. Верувам дека и денеска ќе бидете многу корисни и ќе им насочите на многу важни работи, особено на повозрастната категорија на граѓани кои често имаат болки од нетипичен карактер, кои што имаат повреди, болки после повреди кои што ги носиме до крајот на животот и некогаш сме убедени дека секоја болка мора да се трпи, нели? Така, Сузе, верувај дека веќе и помладата популација се соочува со токму овие проблематики кои што ги спомена, па дури веќе и го чувствуваат она, да кажам, народски да се изразам, кога се менува времето, почнува се да не боли. Не знам зашто е тоа така кај младата популација, но затоа потоа, Иле, многу ми е драго што си дел од утринската програма. Добро утро и добре не дојде. Знаеш ли како велат во здраво тело, здрав дух. Така е, Слободанка, благодарам за поканата. А твојот дух, сакав само да се доискажам, е навистина преубав и прекрасен. Уште само со самото влегување ни внесуваш една позитивна енергија во студиото, која е многу потребна за еден физиотерапевт, затоа што работиме со рацете ни с телото. Така е, и треба да пренесеме. Така, а и јас имаме исто така од луѓето. Меѓутоа гледаме повеќе позитивно, а да ја примеме, и нели негативно, а да ја исфрлиме на некој си друг начин. Ајде да си абсорбираме ние позитивна енергија и еве ќе кажам уште еднаш добро утро до сите наши гледачи кои ќе бидат и како можни заинтересирани за она што ние ова утро ќе го зборуваме. Јас би сакала само да прашам, еве, ова статистиката што покажува оваа зима. Имавме ли многу повреди и скршеници со оглед на тоа дека немавме снег? Меѓутоа, дали се случува во последно време, еве, и кога немаме снег, повеќе повреди кај луѓето? Така, видете, снегот не е причина да се случат нели скршеници или повреди. Може да се сопнеме кај повозрастните, може да се сопнеме одејќи нели на улица, да паднеме и да направиме некоја набиеница, некоја контузија или некоја скршеница и тоа нели после да ни отвори нели многу врати кои што ќе поминеме низ тие врати за да дојдеме нели до целта да се излекуваме. Но имавме малку снег, најчесто овие сите спортски повреди кои што се случуваат нели кај луѓето, се оние кои што одат нели искачување на планина, зборувам зимување, нели скијање, но има и луѓе кои што нели едноставно знаат да направат вакви повреди. Дома и не знаеме што може да ни се случи. Така и по улица, најчесто повозрастните знаат да се лизнат, да се сопнат, да направат некоја скршеница и после пак како што кажав таа скршеница нели да биде низ повеќе врати до крај на целта. Ајде вака ќе ги разделиме со оглед на тоа дека физикална терапија ова утро зборуваме при болки и при скршеници. Ќе ги разграничиме. Ајде прво малку за болките. За какви болки, за каков вид на болки ќе зборуваме и што е она што треба да се превенира во тој случај? Речи се и да не постои човек кој што нема акутна болка. Како што јас сега во моментов, например. Апсолутно, болка во вратот, болка во торакалната кичма, болка во ломбалната кичма, коленото, рамото, значи сите луѓе имаат некои болки кои што сите тие болки нели му прават сериозен проблем, па единствениот начин е секогаш нели како да го ја превенираме таа болка нели и да ја излекуваме. Прво што пациентите посегнуваат по медикамент. Сметајќи дека нели медикаментот е тој кој што ќе помогне нели да се смири болката, но пак кажам, често зборувам и често сугерирам дека болката која што трае 4 до 5 дена, таа болка не би требало да се биде третирана со медикаменти, него веднаш треба да биде побарана помош од физиотерапевтот. Физиотерапевтот секогаш има план и програма како да му помогне на пациентот нели да ја смири таа болка, можеби и само со 1 до 2 масажи кои што се во време траење од 30 минути. Во тој краток период може да се помогне. Апсолутно. Меѓутоа ако болката трае повеќе, зборуваме од 4 до 5 дена, таа болка веќе преминува во една акутна состојба на болка и таа ни бара после тоа еден подолг временски интервал нели на лекување. Но пак ќе кажам, стресот, работата, значи занемарувањето на спортските активности, секогаш нели се вадиме дека немаме време за да најдеме време да одвоиме 30 до 40 минути нели за спортување, за спорт, меѓутоа не е тоа така, ако човек сака, секогаш ќе најде време нели да отиде да извежба. Нема изговори никакви. Апсолутно, или пак еве да кажам кај повозрастните
Значи, ние не бараме од повозрасната генерација да вежба постојано во фитнес центри или да оди да вежба во теретани. Ние секогаш сме тука добродојдени, знаете и вие преку моите постови на социјалните мрежи, дека секогаш сугерирам сите пациенти можат да ни се обратат, да ни побараат одредени вежби кои што ние преку скрипта, преку видео ќе им ги испратиме и можат тие вежби да ги работат во домашни услови. Исто што беше во време на пандемијата со COVID-19. Значи, теретаните тогаш не работеа, беа затворени, па луѓето најдуваја начин како нели да вежбаат во домашни услови. Премногу Слободанка сме оптеретени со работата, со брзиот начин на живот. Значи постојано стресот си го прави своето. Замислете вие секојдневно што го внесувате стресот во ова што се случува во нашето тело. Нашето тело е под постојана контракција, односно стегање на целиот мускулен тонус кога ќе се случи некој стрес во нашиот организам. А се случува секојдневно? А се случува често и секојдневно, точно така. И целиот тој стрес собирајќи ги мускулите во себе, тоа мора некаде да избие, да кажам, нели, на некоја посериозна болест или пак да се случи, нели, да се појават тие млечни киселини формирани по самото тело, па подоцна тие да преминат во некои посериозни дијагностики како дископатија, дискоскернија, ломбоишијалгија, или пак да се случи, нели, да се појават шилци, израстоци по самите делови на телото. Затоа велам почесто, значи кога ќе се појават вакви болки, веднаш да се консултираат пациентите со физиотерапевт. Физиотерапевтот секогаш ќе најде соодветен начин да им помогне. И секако спортските активности никако да не ги забораваат. Време за себе мора да најдете. Еве ќе кажам еден прост пример. Каков е тој прост пример? Значи на фризер мора да отидете, така? Фризура мора да направите. Ногти мора да ставите. Ако мора да најдете време за тоа, секако нели ќе најдете време и да најдете барем 30 минути во текот на денот за вежбање. Јас мислам дека ова би требало повеќе на првото место да се стави, па после фризурите и останатото. Вежбањето е многу важна работа, чисто за здравјето и чисто нели за себе како изгледаме. Секако дека една жена сака да се изгледа убаво и сето тоа е во ред, меѓутоа, како што кажавме, ова се многу добри совети или слушајките на вистина, затоа што пред се, како што јас ќе се навратам на она што го кажав и што ми било столб во семејството, во здраво тело, здрав дух, ако го одржаваме, ако го одржиме телото во да не биде здраво, тогаш и ние ќе се чувствуваме нели убаво. Кога еве кажуваме дека е многу потребно вежбањето, без разлика која генерација сме и без разлика на возраста. Сигурно дека постојат вежби за повозрастните, така пациентите, значи до годините, докторе, не е до годините, верувајте. Годините се само бројка. Многу е битно ако се сеќате внатре. Ако вие имате едно постојано темпо на вежбање, постојано, значи го насочувате духот на здрав начин, вие секогаш ќе имате убава енергија и секогаш ќе имате време да најдете, значи 30 до 40 минути во текот на денот да обавите спортски активности. Што се случува? Станувате рано наутро во 7 часот, идете на работа до 16 часот, после потоа постојано сте на социјалните мрежи. Значи, кисниме, губиме времето најмалку во денот по 2-3 часа на социјалните мрежи. Ако имаме време за социјалните мрежи, зборувам, значи ќе имаме време нели и да спортуваме. Почна и повозрастните нека си признаат Суза дека се повеќе и на социјалните мрежи се научија. Меѓутоа, да, еве ќе се навратаме можеби малку и Суза да ја вклучиме во разговорот, затоа што кажавме дека повозрастната група на луѓе и така треба да си најдат за слободно време за спортски активности. Што е она што ти го практикуваш? Еве ние да кажеме дека сме, еве јас и ти, во повозрастната популација. Плюс 40. Јас практикувам јога веќе подолго време, имам вежби кои што ми се мелем за се буквално. Практикувам пешачење и тоа е нешто што навистина никогаш не ми бара некој посебен тајминг или посебен ден, едноставно гледам колку почесто да го правам тоа, па дури кога е ладно. И физички ќе се чувствуваш убаво и прво од медицински аспект јас ќе кажам браво секоја чест, прво како изгледате, а второ тоа резултатот на вашето вежбање може да се види да се покаже на вашето тело. Секоја чест, значи еве, ако сакате да најдете време, секогаш ќе најдете време и ќе вежбате, значи и сите тие ред работи. Јас се случува на моите пациенти ќе ми речат што треба да правам, докторе. И ќе дојде сега ќе помине таа болка нели што ја имаат и дајте ми вежби да вежбам. Јас ќе ви дадам вежби, но не дека ќе вежбате, не ќе вежбам. И ќе им ги испратиш вежбите, дали се тоа во видео материјал или се тоа вежби кои што се во скрипта и по извесно време ќе ги прашаш дали вежбате, да се ако вежбам или ќе ти кажат немам време, не сум вежбала. Значи сакам да кажам се е до тоа како нели ќе бидеме одговорни кон своето здравје, така да и така ќе се реализира многу кога кажавме дека може да се пронајде време, поготово за физички. За се имаме време. Ако сакаме ќе најдеме. 40 минути во текот на денот нема
бидат причина да не ги Ајде за најдеме. скршениците сега малку да позборуваме. Мислам дека за болките опфативме она што и знаеме, нели, од каде ни доаѓаат, дури и од оној акумулиран стрес кој што го доживуваме. Најмногу од стресот. Во секојдневието. И сите болести се од стресот. Така е, затоа прошетката убаво се кажа сузи и јогата колку навистина може да помогнат во тоа за да се чувствуваме убаво. Меѓутоа еве, се случуваат и скршеници, за жал, дали е рака, нога, што и да е, како ги превенираме и што е она што треба после скршеницата да се. Така, многу е важно пациентите Преземе како после сите терапија, овие фрактури, физикално. односно скршеници, да се јават на физиотерапевт или кај својот хирург. Има скршеници кои што можат да бидат санирани без оперативен запад, но има скршеници кои што треба да бидат нели санирани со хируршка интервенција. Но многу е важно дека е клучно физикална терапија, значи и во текот на скршеницата и после нели оперативниот запад, затоа што физикална терапија им дава на пациентите повторно да се вратат нели во секојдневниот живот, да ги извршуваат оние секојдневни обврски нели и да имаат пред се заздравување на самата фрактура. Морам тоа да прашам затоа што и не се случи нешто во потесниот мој круг. Дали на мала скршеница треба да се оди на физикална терапија? Апсолутно, и мала скршеница да биде таа, значи за каква скршеница станува збор? Така, во која регија од нашето тело, Така. секако дека треба да се отиде на физикална терапија, дали тоа ќе биде 10-12 дена, терапевтот по план и програма ќе го направи тоа се со цел нели утре други ден пациентот да нема последици, бидејќи физикална терапија ги спечува сите тие начини пациентите да имаат последици од самата фрактура, од самата скршеница. Многу е тоа важно. Каде е многу, еве, како статистика или досега што го имаш сето она изработено, да кажам, во твојот живот како физиотерапевт, со што ние најмногу се соочуваме, со какви проблематики? Македонскиот народ најчесто се соочува со најголемите проблеми кога зборуваме за болки во коленото, болки во кичмата. Но оние скршеници кои што се случуваат, најчесто се скршеница на скочниот зглоб, скршеница на колкот, значи може да се случи или скршеница нели на коленото. Така што тие се трите главни фактори со кои што ние физиотерапевтите и хирурзите најчесто се соочуваат во рехабилитацијскиот процес и во извршувањето на интервенциите. Така, но кажавме без разлика нели за каква скршеница станува збор и тоа да го потенцираме, мора физикална терапија. Апсолутно, да. Физикалната пак ќе кажем, ќе ви даде подобро движење, ќе ви даде подобра значи релаксација на состојбата, значи подобро веднаш ќе ја смири болката, значи ќе се чувствувате многу подобро. А вака ќе видите нели под еден спазам, под едно укочување, зошто да го трпите сега тоа. И го враќа оној дел каде што нели сме имале скршеница во нормална состојба, да кажам. Да, за 10 дена да се вратите во една нормална зборува. Така. Еве вака, значи уште еднаш да потенцираме и да ги посоветуваме со оглед на тоа дека ние имаме сепак повозрасна популација. Доколку не можат или не се во состојба или не сакаат можеби некои да вежбаат и слично да вложат, да кажам, повеќе напор и труд. Колку пешачење треба во текот на денот? Видете, значи многу е добро кај повозрасната популација, барем 3 пати неделно по да кажеме 30 до 40 минути. Што дури не мора ни секојдневно. Апсолутно пешачење. Се многу ви кажат дека не можат. Да, точно дека не можат, меѓутоа знаете ќе мора да најдете начин како да пешачите, зашто со пешачењето едноставно и ќе ја подобрите циркулацијата и ќе ја зајакнете мускулатурата, а и ќе го подобрите процесот нели на одењето. Кај оние пациенти кои што не можат да се движат, зборувам, добро е, еднаш неделно физиотерапевт да повика да им прави, например да речеме, масажа, координирани вежби со физиотерапевтот во домашни услови. Знаете, многу малку фали за да си го подобрите здравјето и да си ставите акцент дека здравјето е најбитно од се, а се друго е на второ место. Така, па не бедела и во вековите наназад луѓето ја користеле пред се прво масажата, па потоа се останато со оние есенцијални масла и слично, кои што и денес ги практикуваме и ги имаме. Методи во физикална терапија и можам да кажам комотно дека физикална терапија се смета, односно масажа се смета за кралица во физикална терапија. Значи не постои пациент да дојде да направи физикална терапија, да не праша дали во целокупната програма постои масаж. Така, ја само за крај, Сузе, дали имаме време или тука сме некаде на пред крај? Само би сакала само уште едно кратко прашање, а за масажата колку пати неделно треба да се масираме, еве нека биде релакс масаж. Доколку немате болки, доколку нели вашето тело е добро е да се практикува масажата 2 пати месечно да се прави по половина час. Што не е многу исто така. Апсолутно, и она што ќе ме прашате нели што би кажал за крај, секако, како и секогаш, вежбањето на прво место, здравјето на прво место, се друго на второ место.
Значи, пак ќе кажам, ако не можат оние пациенти кои што се во домашни услови залегнати да пешачат, физиотерапевтот е тука да им помогне по план и програма да си овозможат подобро здравје. Иле, секогаш добре дојде, не се гледаме повторно на некоја друга тема. Многу те благодарам што одвои време и за ова утро да бидеш дел од нашата утринска програма. Сузе ќе продолжи со следните сигурно. Краткиот рекламен блок ќе го проследиме. Благодарам многу исто така. Верувам дека и гледачите ни се благодарни. Одиме со краткиот рекламен блок и веднаш се враќаме на сите содржини.